Бугарија не сака да чека заедничките чествувања да почнат уште оваа година, директно ни порача бугарското МНР. Она што е договорено меѓу историските комисии, иако се уште официјално не е прифатено од владите, ќе мораме да почнеме одма да го имплементираме, барем така не охрабруваат бугарските власти. Така, според нас се создава потребната основа за да се продолжи со практично спроведување на уште еден многу важен договор од протоколот, а тоа е координација на календар на заеднички прослави за периодот 2022-2023 година за 5 заеднички историски личности. Ова доаѓа само ден откако бугарските историчари ни порачаат дека ако не го исполниме она што сме го договориле, ќе сме имале непријатни последици. Токму тоа се последиците од прифатениот француски предлог, вели за Алфа поранешниот амбасадор Јован Донев. Според него Бугарија ќе не блокира на секое поле, додека не го исполниме она што сме го договориле со нив. Бугарија не е Холандија па да интересира спроведувањето на правото во Македонија или борбата против корупцијата. Бугарија едино ја интересира да го елиминира македонизмот. Она нема зашто друго да става вето, а може постојано да става вето на секој извештај на Европска комисија, она има право да стави вето. Бугарија нема да стави вето, заради заштита на животна околина во Македонија. Бугарија ќе стави вето, а доколку не ги избришеме фашистичкиот окупатор од спомениците. Вели требаше да бидеме свесни за ова уште кога го прифативме предлогот на Макрон и спорниот протокол кој е дел од него. Според Донев, ако документот бил добар за Македонија, немало Бугарија веднаш и со отворени раце да го прифати. Францускиот предлог нас не ни даде отворени врати за преговори со Европската унија. Или тие само да зависат од нас. Францускиот предлог јасно стави до знаење дека ќе зависи од исполнувањето на билатералниот договор со Бугарија. Значи, тоа и гледаме во пакет. Да не беше така, Бугарија немаше да го прифати овој францускиот предлог. Покрај историските прашања за да почнеме со реални преговори, Македонија мора да го промени уставот и да ги внесе бугарите во него. Кога тоа ќе се случи останува нејасно. На поканата на лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, тие веднаш да влезат во собраниска процедура, вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич одговори дека се уште било рано.